На првата седмица од конституирањето, пред новиот состав на Советот на општина Битола се најде формирањето на комисиите. Советниците на денешната седмица расправаа за составот на 16 комисии, а од опозицијата истакнаа дека не се согласуваат со одлуката на мнозинството во предлагањето на составот на 3 од комисиите, кои според советниците од опозицијата се едни од најзначајните. За прв пат во над 20 годишното функционирање на Советот на општина Битола, опозицијата е маргинализирана во дел од најзначајните комисии кои што постојано заседаваат и усталената пракса која што претходно била и во 2013 кога СДСМ немаа мнозинство, беа малцинство во Советот, и во 2009 кога што советничката група, ако чинам добро сеќавам, имаш уште помал број на советници од сегашната советничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата. Сега сме сведоци на една ситуација каде што во најбитните комисии, комисијата за финансии и буџет, комисијата за јавни дејности, комисијата за јавни комунални дејности, сме сведени само на еден представник, како насилие и искажување на сила од страна на мнозинството. Председателот на Советот Валентин Груевски појасни дека распределувањето на членовите е направено според деловникот. ВМРО ДПМН има 11 советници, согласно со тоа има 28 членови во комисиите. Поинаку има 2 советници, има 5 членови на комисиите, а ДУИ има 1 советник со 3 членови во комисиите и коалицијата предводена од Коалицијата за живот има вкупно 47 членови во комисиите. Според таа пропорционална застапеност, сите се застапени со одредени број на членови во комисиите. Ние не можеме луѓето кои гласале за поинаку и за ДУИ да не бидат застапени во комисиите на Советот. Желбата на ВМРО ДПМН е кога сакаат и ги расчленуваат комисиите на главни и помалце главни и само тие да учествуваат, не може да се оствари бидејќи е различно од волјата на граѓаните искажена на изборите. Советниците од опозицијската ВМРО ДПМН имаа предлог да се откажат од 2 места во други комисии, со што би добиле по едно место во комисиите за кои тие сметаат дека се позначајни. Според нив, во тие комисии соодносот треба да биде 2+2+1. Бидејќи зборувате за еднаква важност на сите комисии, тоаш би сакала да дадам еден предлог, и ако може да го ставите на гласање пред да се изгласа точката на дневен ред. И тоа да се направи промена, односно во комисијата за финансии и буџет, наместо тројца членови да имаат СДСМ и коалицијата, еден да има поинаку, еден да има ВМРО ДПМН, тоа да се направи 2 членови да имаат СДСМ, 2 членови да имаат ВМРО ДПМН и коалицијата и еден поинаку, за сметка на тоа што ќе се откажеме од едниот член во мандатната комисија, со тоа што ВМРО ДПМН во мандатната комисија ќе останат со еден член. И вториот предлог е во комисијата за јавни и комунални дејности да се направи истата промена, со тоа што ќе се откажеме од едно советничко, односно едно место на член на комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените. Од владеачкото мнозинство повторно укажаа дека советничките групи во комисиите треба да се пропорционално застапени, а токму тоа е испочитувано и направено според деловникот за работа. При предлагањето на кандидатите за членови за состав на постојаните комисии на Советот, почитуван е принципот на пропорционална застапеност, како и принципот за начинот на правилна распределба, давајќи подеднакво тежиште на значењето, улогата и надлежноста на секоја комисија поединечно. За нас подеднакво се важни сите комисии. Не правиме разлика во однос на тоа која комисија е поважна, која е поневажна. На крајот од седмицата предлогот на советниците од ВМРО ДПМН и коалицијата беше одбиен, а се усвоија предлозите за председатели и членови на сите комисии кои се најдоа на дневен ред